Модернизација на студиските програми, подобрување на студентскиот стандард и поголема поврзаност на образованието со пазарот на трудот, според министерката за образование Весна Јаневска, ќе придонесе за помал одлив на наши студенти во странство. Министерката тврди дека бројот на стипендии не се намалува, туку врз основа на направена анализа за изминатите 5 години, околу 400 стипендии наменети за социјални категории биле пренаменети, бидејќи не се искористувале средствата, а додаде и дека 2 студентски дома се веќе реновирани, според европски стандарди, а останатите 7 ќе се реновираат од октомври. Подобрување на условите на студентите, не само на универзитетите, студентскиот стандард го подобруваме и со изградба на студентските домови. Жал ми е што во изминатите години ниту еден не беше реновиран, сега имаме 2 кои може да се видат и од октомври ќе примаат студенти на европско ниво стандарди и од октомври почнуваме со реновирање на сите останати 7, што значи дека за година и пол до 2 години студентите ќе имаат на вистина европски услови каде што ќе можат да учат, нели, и да живеат, односно да имаат пристоен живот додека студираат. Стипендии даваме, огромен број на стипендии даваме за студентите и ќе продолжиме истото да го правиме и натаму, затоа што сметаме дека се неопходни. Во пресред на одбележувањето на 24 мај, најстариот универзитет во Македонија Свети Кирил и Методи денеска прослави 77 години од основањето. На свеченоста ректорката Билјана Ангелова порача дека универзитетот и понатаму ќе остане посветен на квалитетното образование, науката и развојот на младите. Тоа се илјадници приказни на млади луѓе кои влегле во нашите амфитеатри со доза на несигурност, а од нив излегле како лекари, инженери, правници, уметници, научници, но и како чинители на значајни општествени промени. УКИМ има долга и славна историја, како државотворен универзитет во кој се создале трајни вредности за нашето општество. Целта не е само да се задржиме на досегашното ниво на постигнувања, туку да се обезбеди квалитетен исчекор кон модел на организацијска култура во кој одговорноста, соработката и извонредноста се нераздвојни делови од универзитетската култура. Годишнината од основањето на УКИМ беше одбележана и со доделување награди и признанија на најдобрите студенти од сите факултети. Им беше врачен и златник со ликот на Кирил и Методи.